Со мнозинство гласови на претениците на трите владеачки партии, германскиот парламент вчера ја изгласа резолуцијата за поддршка на Македонија, со која се потврдувал македонскиот идентитет, култура, обичаи. Ова го најави и премиерот Ковачевски, како чекор со кој ни се гарантирал идентитетот. Но дали она што се изгласа во Бундестагот може на вистина да не го гарантира самоопределувањето? Дел од аналитичарите и поранешни дипломати согласни. Усвоената резолуција е за поздравување, но сепак, велат немала никакво обврзувачко, а ниту пак правно дејство. Поранешниот амбасадор во Софија, Маријан Ѓорчев, за Алфа вели: Германија ни била долгогодишен пријател, но сепак ова што тие го усвоиле е само добар гест, а не нешто на кое можеме правно да се потпреме. Германија е осведочен пријател на Република Македонија и порано во 2004 година тие не поддржаа со една иста таква слична резолуција, така што не е ништо случајно, тие во овој процес на нашето пристапување не помагаат континуирано. Меѓутоа, тоа нема никакво врзувачко дејство, затоа што таа е само една од 27 членки на Европската унија. Во секој случај израз на добра волја, израз на пријателство кон Македонија и подстрек кон другите држави да се однесуваат на ист начин како што се однесува и Германија кон нас, но без некаква, би рекол, без некаков имидж на гаранција или нешто што би значило гарантирање на она што ние бараме како гаранција на македонскиот идентитет. Со сличен став и поранешниот амбасадор во Лондон, Јован Донев, кој вели не треба некој друг да не го гарантирал идентитетот. Тоа било работа на Македонија. Германија е пријател на Македонија, но она што треба да го направи за заштита на нашиот идентитет е работа во Советот на Европа. А резолуцијата која е усвоена немала никакво обврзувачко дејство, дури ни за германската влада, а камоли за другите членки на европското семејство, вели Донев. Резолуцијата на германскиот Бундестаг, без оглед што не е обврзувачка за никого, па ни за нивната влада, во крајна линија не е избалансирана. За македонците во Бугарија треба да се заложи сериозно, зашто Германија и останатите членки на Европска унија се членови на Советот на Европа. Ние имаме пресуди на Судот за човечки права и од Германија можеме да побараме и тие самите тоа го знаат, да го внесат тоа како услов за Бугарија. Да, ние ќе ги прифатиме бугарите во уставот, меѓутоа под услов доколку Бугарија го прифати културните права на македонците во Бугарија. Германската резолуција ја поздравуваат и од власта и од опозицијата. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски вели дека секоја резолуција е добредојдена, но сепак, рече тој, тоа не е, би рекол, ниту пак 5% од она што овој народ го заслужува. Од СДСМ на себе си ја припишуваат заслугата за германската резолуција, иако, како што велат дел од аналитичарите, таа не е изненадување, оти Германија одамна е поддржувач на Македонија.